Слушај вам, ви се послав минатата колумна. Благодарам што сочувствувавте со мене, сочувствувавте со Македонија, сочувствувавте со блиските на настраданите, сочувствувавме со болката која имавме. Ја признам, и тогаш ви признав дека мојот нервен систем, моите нерви, моите емоции се толку колабирани, толку сум нестабилен, емоционално незрел, и тоа не е за пофалба. Немојте да фалите луѓе што плачат или што ги погодуваат трагедии. Фалите ги луѓето што остануваат цврсти, што остануваат стабилни, што кога ќе дојде време за плач ќе се исплачат 5 минути и толку. Бидејќи христијанското е не му се препушта ни на смејата, ни на плачот. Секоја крајност е шизофренија. Ние живееме во радосна тага или таговна радост. Како и да е. Драги мои, уште долго Македонија нема да се осоземе од оваа трагедија. Цел свет сочувствуваше со нас, купишта, лекари, медицински персонал, земји, презедоа пациенти. Ваква трагедија, вакви последици, вакви повреди, нема систем кој може сам да ги носи. Дека македонскиот здравствен систем има што да се критикува, има. Но нема во светот, верувајте дека во светот да се случеше оваа трагедија и во поголема земја. Не ова некакво оправдување, чисто да не си ја труете душата на погрешна страна. Тоа ми е целата работа. Бидејќи ние сега влегуваме у фаза кога нашиот гнев, моето незадоволство се канализира и се влече целото незадоволство кон неколку, ајде да кажем, јас се обидувам многу внимателно да ги употребам зборовите за да не бидам сватен дека злоупотребувам или за било каква цел говорам ова што го говорам. Но ќе ви кажам, како и секогаш, овој свет, како што е, се занимава со некрофилија. Ко подпросечен музичар за кој не сте слушнале, одеднаш е на сите насловни страни кога ќе умре. Море се реиздаваат неговите албуми, се издаваат песните, се слуша продажбата рипа на сите страни. А кога бил жив, така. Таа е таа некрофилија, тоа го видов со конкретни поп-личности како Майкл Джексон, Елвис Присли, Мерилин Монро, кои беа славени за животот, но пред смртта беа, да кажам, скоро и заборавени. Не се. Голема трагедија е секогаш поволна можност за некој да профитира. Кога има голема трагедија што се случила затоа што системот заебал работа, затоа што системот не е корумпиран, а заебан ни е. Но ние ја направивме револуцијата пред година дена. Ние така ја казнивме таа каста, која 7 години Дурмотурс, изгорен автобус, изгорена болница, стотици, ако не илјадници од негрижа починати за време на ковидот, бидејќи немавме ни протокол. Тоа што лажат и го купивте дека е во ред, купујте го. Јас знам дека не е. Ја го зборам моето мислење. Ја не барам вие да се согласите со мене. Ја не барам вие да не се согласите со мене. Моето е да си го кажам мислењето, бидејќи седам, гледам од сабајле до вечер. Моите трауми се од што го доживувам јас сето тоа и се обидувам да го доживам искрено и чисто, за да сватам што е вистината, бидејќи вистината е многу матна работа. Оние арогантни копилиња по разни портали, по разни медиуми кои ви кажуваат вака или така, лажат бе. Лажат затоа што нив лажењето им доаѓа природно како дишење. На ваква трагедија природно е, нормално е, човечки е да има протест. Апсолутно. Поддржувам протест.
да ви влезе у тиквите за да запомните. Поддржувам протест. Она што не го поддржувам се оние со сребрена лажичка кои се на протестот искачаат и викаат борба против системот кој е корумпиран. А искачаат типови синови на бивши премиери кои мака не виделе у животот. Ни здравствена, а камоли финансиска, материјална или било каква, они ќе го рушат системот. Зошто? Зошто сега такви? Зошто партии се нафатија? И тоа, пазете, за помалку од недела дена има повеќе апсења него за сите трагедии изминативе 8 години што се случуваа наназад, кога немаше. За болницата, бе, колку живи луѓе изгореа, еден уапсен немаше. А дали сте нормални? Каде беше тогаш, бе, ти Пеземек со мегафонот да излезеш? И после се случи кочани. Па затоа се случува кочани. Затоа што кога требаше да се реагира, не се реагираше. Таа некрофилија е базирана на една анализа, дека народот е глуп и заборава и во моментот ќе му го испереме мозокот, ќе го насочиме дека власта е крива, а секогаш е власта виновна, нема збор. Власта треба да ми покаже дека е одговорна. 30 уапсени, колку има претворени, цела држава, ја не сум влегол у дуќан, у маркета, а да не видов инспектори каде бројат прскалки, каде ги проверуваат оние. А викаш тулејте. Добро, тулејте. Зошто тоа не се направи кога изгореа живите луѓе? Зошто не се направи? Абе, зошто еден не се отпушти 50 души у автобус што изгореа живи? Дали разбирате кога една несреќа се прави преседан, нема апсења, нема тресења, нема казни, нема ригорозно, дека е она после го охрабрува корумпирањето да продолжи понатаму. Сега ти доаѓаш на власт, шо попрво да фатиш? И пак ви викам, нема повеќе апсења него наназад, не знам, може би 10-15 години. Тоа за мене е доволно затоа што сум се борел за демократија, да дојде на власт која ќе го спроведе она што го барам. Борба против корупција. Биле бавни, сега веќе нема кај да мрдат. Сега мора да ги стават оние перики некако во британските судови и да бидат судии. Сега треба да бидат џдрет на мотори, да идат и да пресудуваат на лице место. За жал системот не ни е таков. И децата нека протестираат. Не се бутајте вие мочковци кои у животот мака не сте виделе. Ќе артикулирате. А зошто им е потребно тоа? Дали сте свесни зошто им е потребно тоа? Не очарите. Добре. Имам пофраерски, ама после ќе ги ставам. Ниф им е потребно тоа само од една работа. Не заборавете. Скоро ќе поминат година дена откако изгубија на избори. Изгубија историски најголем погром. Вакво газење не се памти во историјата на Македонија. Зошто? Затоа што народот се свести, трпеше, доволно трпеше и ги казни. И на овие им даде шанса. Не е прокоцкана шансата. Ова е шансата. Затоа сега излегоа и неколку души албанци. Секоја ви чест. Поклон мој до земја. Тројца албанци, греотици. Бараме одговорност за изгорените. Замислете, имале татко, брат, син, кој ми изгорел жив во болница, го пуштеле. Што е? Кабелот е крив. Идиот, да не. Сум против насилство, ама сум за шамари. Не знам што да ви кажам. И то шамарите за мојот гнев да излезе. Но не цивилизацијски, не христијански е гневот преку агресија да се покажува. Но преголема ми агресијата. Ја изгубив смиреноста во овие пости. Колку за загубените животи, толку и за овие крлежи, крвопии, овие зомбифицирани некрофили. Некрофилија. Мислат дека нема поодвратна, подемонска,
подно, поогавна работа, постапка човечка од некрофилијата. И тоа не зборам само, дури она сексуална и политичка, исти ми се. Исти ми се. Прашање е, вакви работи, споменат Поповиќ, човекот кој ја обмисли, креираше, идеологизираше, а Сорос примени шарената револуција, рече дека нема случување народ без тоа да е организирано и контролирано. Од каде парите? Сорос нема пари во Македонија. USAID нема пари во Македонија. Повеќе. Од каде доаѓаат овие пари? Кому на Балканите му треба нереди во другите земји, за да во својата земја прикаже еве секому ова може да му се случи. Не се случува у мене, ама не е преседан, еве и во Македонија, па ќе видиме утре и во Грција, и овде и онде. И да продолжи да владее уште 125 години. Од каде транспаренти фатени на македонско-српска граница кои доаѓаат од таму? Транспаренти од Србија не доаѓаат. Од каде парите за таков ангажман на луѓе, редари и така натаму? Еднаш секогаш некој ентузијазам ќе го направи, но кога тоа се повторува, како тоа се извадија истите ликови од шарената револуција кои беа по шаторите, разноразни џаначиња, повторно да ги гледаме. Оние на пресови што се лигавеа на бившиот премиер и слично. И вие сакате да поддржам такво нешто? Не, поддржувам децата. Поддржувам нивните пријатели. Поддржувам редителите. Не поддржувам крвопи и некрофили. Оваа власт може против тоа да се бори само на еден начин. Што е можно побрзо пред лицето на правдата. Корумпирано ни е суството. Заради ова. Дали разбирате? Видејќи само преку ваква работа се обидуваат да се вратат на власт. Дури не сакаат ни избори. Да даде оставка власта, да се распушти парламентот, да се направи широка влада, нормално невладините да влезат, а невладините се... Не. Јас не. Thank you. And fuck you. Тарарарарам.